Добар ден за сите и особено за тимот Македонија. Почитуван председател на владата на Република Македонија и председател на ВМРО ДПМН господине Груевски, ценети министри, почитувани членови и поддржувачи на тимот Македонија, почитувани представници на медиумите, дами и господа, драги пријатели. Програмата за која во 2009 година добив довербата на граѓаните е исполнета. Реализирав и повеќе од тоа што беше предвидено со изборната програма. Тоа го имате во отчетот и тоа е доставено до сите што сакаат да дознаат како сум работел изминатите 5 години. Благодарен сум на граѓаните на Република Македонија за довербата и за поддршката што ми ги дава во мојот председателски мандат. Благодарен сум за поддршката што дојде од моите колеги, од поддржувачите, од различни профили, од конвенцијата, од раководството на партијата. Посветено работев овие 5 години. Имав преку 200 билатерални средби со шефови на држави, повеќе од 150 средби со премиери, председатели на парламенти и шефови на дипломатија. За време на мандатот имав повеќе од 100 средби со други странски државници, со високи представници на меѓународни организации и со верски лидери. Досега остварив повеќе од 100 официјални, работни и неформални посети и учество на меѓународни настани. Бев домакин на над 40 официјални и работни посети на шефови на држави на Република Македонија. На тие средби ги промовирав постигнувањата на Македонија. Стекнував нови пријателства и ги продлабочував традиционалните пријателства. Во мојот кабинет примив повеќе од 5000 граѓани. Кабинетот беше отворен за многу луѓе. Ги слушав, разговарав со нив и секојаш за нивните предизвици дознав лично од нив. Имаше многумина што бараа помош. Се трудев да им помогнам во рамките на моите надлежности. Соработував со премиерот, со владата, со министрите во областите на поделена надлежност, но и во економската промоција на Република Македонија. За многу мои проекти имав голема поддршка од стопанствениците. Работев со градоначалниците, со професори, научници, спортисти, новинари, волонтери. Постојано работев и се среќав со нашинците од диаспората, со секој сегмент на нашето општество. Водевме одговорна надворешна политика. Градевме безбедна и сигурна Македонија. Македонија која чекори кон економски силна и развиена држава. Македонија во која правото е еднакво за сите и во која се негува и се унапредува единството во различностите. Од професорот Саркањац ги слушнавте 20 столба на мојата изборна платформа, врз кои е поставена мојата изборна програма. Програма што денес ја најавувам и со која повторно ќе барам доверба на граѓаните за да го продолжам она што го започна во текот на првиот мандат. Денес ви најавувам програма на континуитет и на доследност во остварувањето на државните интереси. Програма со нова енергија и со нови перспективи за Република Македонија. Мојата програма се раководи од интересите на Република Македонија и македонските граѓани, еднакво како и програмата во 2009. Македонија да биде држава отворена кон сите, како наша татковина која лојално и посветено ја градиме како дом за сите нас. Ценети присутни, во тек е изградба на патиштата Миладиновци, Штип, Кичево, Охрид, Демир, Капија, Смоквица. Владата гради патишта што ги поврзуваат селата и градовите, но и автопати за поврзување на Македонија со земјите од регионот. Како председател се трудам физичкото поврзување на Македонија со регионот да го надградам со поврзување на Македонија со луѓето и со државите во светот, преку политичка, економска и културна соработка.
Тоа се коридори на разбирање, почитување и заемно прифаќање на државите кои градат заедничка иднина. Коридори за отвореност кон сите. Каде и да одам во светот, ја представувам вистината за Македонија и создавам нови пријателства за нашата татковина. Како резултат на тоа, Република Македонија денес е многу повеќе атрактивна за странски инвестиции, признаена во Европа и во светот и почитувана по својата традиција и модел на соживот. Дами и господа, денес, кога се наоѓам меѓу два мандата, јас не земам здив, туку земам залет. Знаеме каде одиме, знаеме што сакаме. Доколку ја добијам повторно довербата, ќе ве повикам сите вас, сите граѓани, стопанственици, представници на цивилното општество, културата, науката, спортот, со заедничка енергија побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Како прво, Европа во Македонија и Македонија во Европа. Второ, држава и економија кои создаваат нови работни места. И како трето, Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Тајната на остварувањето на овие цели е во соработката со владата, со стопанствениците, градоначалниците, цивилното општество, представниците на медиумите, професорите, научниците, спортистите, волонтерите, со секој сегмент од нашето општество во Република Македонија и во иселена Македонија. Од првиот ден на мојот мандат го промовират принципот на отвореност кон сите во надворешната политика. Силата на Македонија е во нејзината отвореност и поврзаност. Водиме автентична македонска политика која дава резултати. Ги негуваме старите и создаваме нови пријателства и партнерства. Македонија е земја кандидат за членство во Европската Унија и НАТО и е подготвена за економска соработка со новите растички економии во светот. Како претседател ќе продолжам со политиката на отвореност на глобално, европско и регионално ниво. На блокадите од нашиот јужен сосед ќе одговориме со отвореноста и со подготвеноста за диалог. При тоа се водиме од државните интереси и универзалните принципи на меѓународното право. На патот кон остварувањето на стратегиските цели, Република Македонија се потпира на силата на аргументите на меѓународното право, човековите права и правото на човечко достоинство. Како земја членка на Советот за човекови права на Обединетите нации, ќе направиме се за унапредување на состојбата со почитувањето на овие универзални вредности и принципи дома, во регионот и во светот. Почитувани присутни, како претседател ќе продолжам со напорите за интегрирање на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. 5 позитивни извештаи и 5 препораки од Европската комисија за отпочнување преговори за членство во Европската Унија доволно говорат дека остварувањето на нашата стратегиска цел ни е на дофат. Нема да чекаме некој друг да ни ја заврши работата. Македонија е одговорна држава која сериозно ги сваќа своите обврски на евроинтеграцијскиот пат. И натаму ќе ги прифаќаме конструктивните совети од нашите партнери. Но никој не знае подобро од нас што е најдобро за нас. Способни сме и решени сме дека додека се движиме кон членството во Европската Унија, сами да ја создаваме Европската Унија во Македонија. Со секоја спроведена реформа, со секоја подобрена јавна услуга, ја правиме Македонија подобро место за живење. Во наредниот период продолжуваме да работиме на истиот начин, да постигнеме преговорите да се сведат на чиста формалност. Прашањето на кое посветувавме најмногу енергија е наметнато прашање за разликата околу името. На сите средби, на сите форуми истакнувам дека на Република Македонија и е потребно решение, но само во рамките што ја дават резолуциите на Обединетите нации, времената спогодба и пресудата на Меѓународниот суд на правдата.
Решение што нема да биде на штета на нашиот национален, државен идентитет, јазик, историја и култура. Како председател нема да прифатам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам идеи или предлози што би ги загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Нема да допуштам Република Македонија и македонските граѓани да бидат обезличени. Македонските граѓани имат право да одлучуваат за клучните национални прашања, вклучително и прашањето за името. Како председател нема да дозволам решенија за спорот наметнат од Грција без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум. А при тоа, мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдум да се согласни со решението. Ниту еден поединец, ниту група граѓани или политичари, партија, влада или собрание не може да оди против волјата на народот која е конечна. Република Македонија е одговорен член на меѓународната заедница што ги исполнува своите преземени обврски. На отворените прашања пристапуваме одговорно. Тоа ни дава право да очекуваме и другите кон нас да се однесуваат одговорно. Драги пријатели, Република Македонија активно и посветено придонесува кон глобалната безбедност и стабилност, но не смееме да заборавиме дека безбедноста започнува дома. Како врховен командант во делот на одбраната ќе продолжам да преземам мерки за одржување на безбедноста и стабилноста на државата. Стратегијата за одбрана што ја донесовме во 2009 година треба да ги даде резултатите. Треба да продолжи опремувањето и модернизацијата на армијата. Целосно ќе го заокружам тековниот процес на трансформацијата на армијата на Република Македонија до крајот на 2015 година, во согласност со новата организацијско-формацијска структура. Република Македонија ќе продолжи со ангажманот во меѓународните мировни мисии. Како сојузник, Македонија досега ги споделува само одговорностите, обврските и ризиците. Крајно време е да ги споделиме и придобивките што ги носи полноправното членство во НАТО. Затоа ќе инсистирам нашите сојузници во НАТО да ја почитуваат пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Македонија води политика на добар сосед. Постојано истакнувам дека добрососедските односи се двонасочна улица. Нашиот став е јасен. Сите отворени прашања да ги решаваме преку диалог. Како председател на земја со длабока традиција на преплетување на културните, религијските и цивилизациите, ќе продолжам активно да го промовирам диалогот, македонскиот модел на соживот и отвореност. Од овие вредности се водиме и во нашата регионална соработка. Ќе промовирам нова етапа во регионалната соработка. Крајно време е да започнат конкретни проекти и да даваат конкретни резултати. Идејата за довршувањето на Јадранско-Јонската магистрала и нејзиното поврзување со коридорот 8 да стане реалност. Како и досега, активно ќе учествувам на сите регионални и глобални форуми каде што интересите на Република Македонија ќе можат да бидат заштитени и промовирани. Отворени сме, подготвени сме за диалог и соработка, но нема да дозволиме да се зборува и да се одлучува за нас, без нас. Драги пријатели, сите се раѓаме исти под ова сонце, без разлика на етничката, верската или која било друга припадност. Државата има обврска да ги чува, да ги негува и да ги унапредува соживотот и заедништвото. Македонија е држава во која владее правото. Сите сме еднакви пред законите. Со почитувањето на уставно-правниот поредок имаме гарантирани права и слободи на граѓаните. Ќе
Ке се залагам за градење на културата на почитување на законите. Само во државата граѓаните ја остваруваат слободата и ја уживаат безбедноста. Во државата граѓаните можат да имаат квалитетен живот, да живеат во благосостојба, да создаваат и да творат. Тоа се постигнува само со напорна работа. Во се што правиме, Македонија да ни биде пред се. Економскиот раст и развој и натаму ќе останат мој приоритет. Благодарение на својата реформска посветеност, владата успеа Македонија да ја направи препознатлива во светот како една од најповолните дестинации за отпочнување и водење бизнис. Македонија стана една од најдобрите реформатори во светот и најдобар во југоисточна Европа. Како председател работев и ќе работам на отварање нови хоризонти за македонската економија, нови пазари за македонските производи, нови партнерства за македонските стопанственици. Со помош на активна економска дипломатија ја промовирам македонската економија, македонските можности и поволности. Граѓаните да можат да работат и да заработуваат пристојна плата, со работа и со создавање нови материјални и интелектуални вредности можеме да постигнеме благосостојба во нашиот заеднички дом Македонија. Новите работни места ја движат нашата економија напред. Македонија мора да понуди поголеми можности за оние што вредно работат и што се подготвени да го користат својот труд, своите вештини и таленти, за да ја обезбедат сегашноста и иднината на своите семејства. Да создаваме услови за да им овозможиме на креативните и иновативните поединци, сопственици и работници да ги развиваат бизнисите и да отвараат нови работни места. Ќе продолжам со активностите за градење на културата на предприемништво. Покажав дека партнерството меѓу државата и стопанството функционира. Како дел од мојата економска дипломатија организирав бизнис форуми. Наречиси сите мои посети во странство бев придружуван од успешни стопанственици од Македонија. Верувам дека е дојдено време за понапредна фаза. Ќе продолжам да ги поддржувам успешните и докажаните, но ќе се посветам и на младите креативни и иновативни предприемачи. Затоа предлагам и конкретен проект заедно во светот. Во соработка со сите релевантни организации, инкубатори и бизниси, ќе им помагам на младите предприемачи и на малите и средни предпријатија што се иновативни и нудат квалитетни производи и услуги, но кои се уште нема доволно средства да ги промовираат своите услуги и производи во странство. При секоја службена и официјална посета во странство ќе селектираме во согласно со условите по еден или двајца представници како дел од председателската делегација. Овие млади предприемачи ќе можат да бидат предложени од предпријатијата и од стопанските комори. Преку активна економска дипломатија во следниот мандат, голем дел од моите активности ќе го посветам на привлекување странски компании кои ќе инвестираат во Македонија. Нема да ги заборавиме основните македонски економски потенцијали. Македонија може да произведува и извезува уште повеќе. Македонија може да произведува енергија уште повеќе. Да ги искористиме и да ги искористуваме овие потенцијали. Македонија е земја со голема земјоделска традиција. Македонија може да биде напредна земјоделска земја. Ќе дадам поддршка на владата на Република Македонија за унапредување на земјоделството. Македонија да биде енергетски безбедна и понезависна. Тоа можеме да го постигнеме и со зголемување на производството на енергија од обновливи извори на енергија, подобрување на дистрибуцијата. Но можеме да го постигнеме и со домакинско користење на енергијата, како во индустријата, транспортот, градежништвото, така и во секојдневниот живот. Затоа ќе ги поддржам образовните програми за подигање на јавната свест за енергетска култура и ефикасност уште од најрана возраст. Драги пријатели,
Нашата безбедна, стабилна и економски развиена Македонија е дом на сите нејзини граѓани, на младите, на семејствата, на диаспората. Остануваме посветени на повеќе етничкиот, повеќе религијскиот и повеќе јазичниот соживот и почитување на различноста во Република Македонија. Ке се залагам за доследна примена на Охридскиот рамковен договор, кој е дел од Уставот на Република Македонија, но потребно е и доследна примена на обврските од истиот. Најголема обврска е Македонија како заеднички дом за сите. Сигурен сум дека со долгорочно инвестирање во образованието, секоја година ќе се намалува нивото на невработеноста. Со инвестирање во образованието создаваме млади луѓе подготвени да се надпреваруваат со своето знаење на светската интелектуална арена. Образованието е основа за по-конкурентна економија, подобар живот и посигурна иднина. За младите и нивното образование се залагам и како председател, но како и човек со долгогодишно искуство како универзитетски професор, кој сака студентите да постигнуваат успеси и да достигнуваат нови врвови. Ке продолжам да ги поддржувам реформите на владата насочени кон подобрувањето на образованието, но ќе продолжам и со мојот проект Школа за млади лидери, низ која досега со нови знаења, искуства и вештини се стекнаа преку 150 млади луѓе. Школата за млади лидери ги мотивираше и ги инспирира младите луѓе да се развиваат и да станат успешни. Планирам уште поразвиена и побогата програма што ќе ги учи младите луѓе на специализирани дисциплини што се во чекор со времето што доаѓа. Ке продолжам и со проектот Најдобар млад научник, со кој веќе 4 години ја поддржуваме македонската наука и ги охрабрувам младите научници. Сакам Македонија да прерасне во земја на иновации и нови технологии, кои ќе бидат двигатели на македонската економија. Како и досега, ќе продолжам да ги охрабрувам компаниите да ја зајакнат соработката со универзитетите и со академските центри во делот на иновациите, науката и истражувањето и развојот. Македонија да ја градиме како земја на иновации и нови технологии. Развој на научно-истражувачката и институционалната инфраструктура за иновации и за поттикнувањето на иноваторството. Само на овој начин ќе создадеме општество засновано врз знаење и успешна економија која ќе биде конкурентна на глобалниот пазар. Почитувани присутни, Македонија е земја со богата традиција. Историјата е дел од идентитетот и е душата на Македонија. Обичаите се она што ни дава припадност и не прави посебни и препознатливи на Балканот, во Европа и во светот. Треба да ги сочуваме традиционалните вредности и при тоа да ја задржиме способноста да создаваме нови културни вредности. Секоја нова генерација може да се надгради на претходното создаденото, но и да даде нов поглед за себе, за Македонија и за светот. Уметноста и културата се од витално значење за истрајноста на македонското општество. Македонија има со што да се пофали во светот. Како и досега, ќе ја промовира македонската култура и уметност насекаде во светот. Македонија е дом на секое семејство. Ќе продолжам да ги поддржувам сите активни иницијативи и политики со кои се охрабруваат младите да основаат семејства и да оставаат потомство. Државата мора да биде и да остане најсилниот сојузник на семејството, на родителите и на нивните деца. Мора да работиме за намалувањето на социјалните ризици на оние на кои е изложено семејството и на унапредување на културата на семеен живот. Ке се залагам за почитување на жената како столб на семејството, но и како лидер во сите општествени, економски и други дејности. Македонија им припаѓа на сите своји чеда, каде и да се во светот. Затоа, како председател,
силно ќе поддржувам и ќе инициирам активности што овозможуваат зацврстување на поврзаноста на генерациите и селеници со нашата заедничка татковина Македонија. Нашата диаспора има голем број успешни луѓе во науката, медицината, спортот, бизнисот, уметноста и во многу други области. И се вистински амбасадори на нашата земја, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Секој нивен успех е успех и за Република Македонија. Со идниот проект Македонија препознава и вреднува, ќе доделувам признание на поединци, организации и здруженија од диаспората за нивните заслуги во промовирањето на македонскиот идентитет, култура, традиција и јазик. Ќе продолжам да ги поддржувам глобалните инвестицијски самити што ги организира Македонија 2025, кои што отвараат ново поглавје на соработка со нашата диаспора. Драги пријатели, денес ја најавувам изборната програма, а од утре почнуваме со митинзи на кои пред народот ќе ги представуваме програмските цели. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места, Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Ова се целите што треба да ги постигнеме, зашто ја барам довербата на граѓаните за уште еден мандат за претседател на Република Македонија. За да се остварат сите три меѓузависни цели, потребна е напорна работка и соработка. Соработка меѓу институциите на државата, соработка меѓу државата, стопанството и образованието, соработка меѓу граѓаните. Соработка на Македонија со соседите во регионот, во меѓународните организации. Само заедно можеме да ги исполниме целите. Само заедно можеме да направиме уште многу за Македонија да биде земја на благосостојба. Да продолжиме уште 5 години да работиме заедно, со уште позасилно темпо, со уште поголема посветеност за Македонија. Со тимот Македонија. Затоа што државата ни е пред се. Благодарам.